почитуван председателе, почитуван колега. Денес интерпелацијата не е за председателката Најденовска. Денес всушност вие во вашиот говор, до крајот на говорот сите видовме дека против формирањето на универзитетот. Значи со самото тоа што вие поднесовте 1000 амандмани, ова е за македонската јавност, меѓутоа и вие на контрареплика тоа да ми го одговорите. Со самото тоа поднесување на 1000 амандмани, вие всушност ја обструиравте работата на оваа комисија. И денешната седница ја користите преку клевети, преку омаловажување на наши видни членови на политичката партија ВМРО-ДПМН, на министри и директори, да го сведите на ниво и на пратеници. До толку падна нивото, до толку падна дигнитетот на една политичка партија на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа го правите кон еден истакнат професор, кон нашата колешка, господјата Олга Најденовска, на начин на кој вие всушност зафаќате една страна на еден концепт, каде против формирањето на еден универзитет е против создавањето на услови за едукација на нашите студенти, на нашите деца. Тоа го покажа во изминатиот период и што ваши видни членови и професори работеа и земаа подкуп, со тоа всушност многу судбини на млади луѓе уништија, на изнудување на услуги од наши студентки. Тоа е веќе дадено во процедура до јавното обвинителство. И многу пати кажавте дека е кршена процедурата. Во член 128 од деловникот став 4 јасно се кажува она што е направено на оваа комисија. Да внатре комисијата, доколку нема деловник на работа со мнозинство на гласови, всушност ги даде на пацијата како ќе се работи во таа комисија. И тоа е направено. Зошто ја лажите македонската јавност? Зошто не им кажете дека вие имате друг концепт на работа? И многу пати кажавте, со тоа почнавте, јас ќе завршам. Не е мој стил, меѓутоа претеравте, почитуван колега. Кажавте повеќе од 10 пати дека работи ВМРО-ДПМН под нападствијата на криминална банда. Вие работите по диктат на едно предавничко, на едно уништувачко, на едно подло, криминално аболицирано, всушност злосторничко здружение кое работи против интересите на Република Македонија. Историјата и времето ќе го покажи тоа. Дури и вие ќе се страмите тогаш. Благодарам.